Дигиталното насилство врз жените и девојчињата може да се спречи со поактивна заложба на секој граѓанин, медиумите и институциите. Ова се пораките што се испратија синоќа на трибината, што има за цел да ја крене свеста за овој вид насилство, кое станува се помасовно, а жртвите се уште немаат храброст да ги пријавуваат случаите на злоупотреба. И да, сексуалното вознемирување влезе како еден од типовите, подтиповите, кога станува збор за диференцијација помеѓу семејното насилство, кои се видови вклучуваат под овој закон, но за жал онлайн насилството не влегува под категоријата сексуално вознемирување. Така да луѓето, жените, девојките кои што се соочуваат со ваков тип на насилство, едноставно повторно ги нема во законот и не може да ги диференцираме како и вознемирување и онлайн насилство. И искрено се надевам дека оваа порака ќе стигне до многу луѓе. Да, како што споменавте, ова е вториот поред ваков настан. Минатата година исто го имавме, исто го одбележавме 16 дена активизам со млади активистки кои се овде во Europe House. Па така да сметам дека насилството не само врз жените, туку насилството општо према сите треба да се стави крај, треба да се подигне свеста и за насилството врз жените и девојчињата и се разбира малце повеќе да работиме на тоа. Жртвите кои се жртвите на семејното насилство или без разлика на какво насилство да бидат охрабрени и да не бидат со предрасуди дека не треба да пријават и дека треба да молчат. Медиумите имаат важна улога во вршењето притисок врз јавноста за ваквите случаи да добијат разрешница, вели новинарот Ване Трајков. Тој ги охрабрува граѓаните да ги пријавуваат случаите на дигитално насилство за медиумите да бараат одговорност од институциите. Велам клучна е улогата на медиумите. Факт е, доаѓаме од оваа бранша, знаете, ние за сайбер насилство или дигитално насилство информираме само во момент кога МВР ќе поднесе кривична пријава. Ние, во тој степен, некако како табу тема е меѓу родителите или кај понежниот пол, да го пријави и кај медиумите. Зошто го велам ова да го пријави кај медиумите? Да, нека се пријави кај институциите. Сведоци сме на јавна соба, која што беше актуелна, да се поднесоа кривични пријави, медиумите информираа дека МВР не успело да ги открие и така натаму, па поднесоа кривични пријави. Реално, како информација, имате ли сознание, се тука присутни, јас немам информација, одговараше ли некој? Настанот е во рамките на 16 дена активизам за борба против родово базирано и семејно насилство, заедничка кампања на делегацијата на Европската Унија, ОПСЕ и Обединетите нации. Насилството против жените и девојчињата не смее да се толерира и мора да престане, бидејќи тоа е едно од најеклатантните кршења на човекови права и кое што е најраспространето во светот. Затоа сме тука во рамки на кампањата 16 дена активизам, борба против насилство врз жени и девојчиња, да го одбележиме оваа кампања и да дадеме придонес кон јакнење на свеста дека мораме да го препознаеме насилството, за да можеме да го спречиме, секогаш да го пријавиме, за да може институциите да реагираат. Овде сме во име на кампањата што ја предводат Организацијата на Обединетите нации, ОПСЕ, Европската Унија и другите меѓународни организации, заеднички сплотени на локално ниво да покажеме дека има потреба од заеднички напори да се стави крај на насилството врз жените и девојчињата. Целите на оваа кампања се да обединат поединци и организации ширум светот, за да повикаат на спречување и елиминирање на сите форми на насилство врз жените и девојчињата во време на мир и во време на војна.